Следната година ќе биде пресудна за градежништвото. Откако вчера предлог буџетот беше усвоен во владата, градежниците конечно очекуваат некакво придвижување на овој сектор. Велат долгогодишната замреност и значително намалените капацитети речиси ги уништиле компаниите, па затоа имаат големи надежи во реализацијата на капиталните инвестиции во висина од 823 милиони евра во 2025 година. Очекуваат градежна офанзива за овој сектор повторно да стане двигател на економијата. Сметаат на 250 милиони евра кои ќе ги добијат општините за инфраструктура, но и на бројни проекти за кои поради изборите не беа распишани јавни набавки. Како никогаш досега градежните компании ги чуваат своите капацитети во моментов, гледаат како оваа зима да ја пребродат, да не се намалат, да не ги намалат своите капацитети, надевајќи се дека до година ќе биде година на почеток на еден историски бум во градежништвото, така што македонското градежништво ќе се врати на оние стапки, на оние резултати, на оние капацитети кои го имале одамна. Големи надежи градежниците имаат и во реализација на 4 делници кои ги гради американско-турскиот конзорциум Бехтел Јенка. Сепак бараат домашните компании да работат под истите услови како и странските. Ако го најдат своето место, дека под тие услови кои се пропишани, кои се многу поволни, ги решаваат сите оние проблеми кои што ние не можевме административни да ги решиме со години, би можеле да донесат голем раз на градежништвото. Остануваме на ставот дека владата најави дека ќе се бори за македонските градежници, дека ќе го најдат они своето место. Нашата борба како здружение тие компании да работат под услови кои ќе допринесат за нивен развој. За дел од аналитичарите буџетот е креиран оптимистички. Сепак велат дека има простор да се соберат повеќе пари во државната каса преку намалување на сивата економија. Борбата со корупцијата ќе биде пресудна за да се соберат повеќе пари во буџетот. Треба да се зголеми контролата со цел да се види каде се тие дупки, каде се појавуваат, бидејќи реално и се појавуваат. Доколку сака една држава да се развива, корупцијата треба да биде на нула. Што значи ако сакаме ние реално да се придвижиме напред и реално тие приходи кои сака да ги остварат, корупцијата треба да биде нула. 250 милиони евра треба да завршат како поволни кредити кај стопанството. Дел од аналитичарите велат дека овие пари не треба да бидат залудно потрошени, туку треба да се таргетираат фирми кои ќе донесат поголема додадена вредност во економијата. Најмногу треба да се поддржуваат компаниите кои извезуваат и да се поддржат да се остварат што е можно повеќе извоз, да се поддржуваат компании кои можат поготово услуги, иновативни услуги да извезуваат, поготово на малите компании иновативни и апсолутно огромна поддршка на фондот за иновации. Буџетот за следната година предвидува повисоки пензии за 2500 денари месечно, поголеми суми за плати во здравството и образованието, како и повеќе пари за редовно усогласување на платите во администрацијата. Расходите ќе бидат за 10% поголеми од годинава или 6,5 милиарди евра. Приходите пак ќе бидат зголемени за 13% и ќе достигнат 5,8 милиарди евра. Дефицитот се стабилизира на ниво од 4% од БДП или на ниво од 682 милиони евра.